Со полно политичко мени, собранието ја стартуваше новата 2025-та. Се расправа за дури 5 интерпелации поднесени од опозицијата. За работата на двајца вице-премиери, Стојковиќ и Меджити, еден министер Тошковски, неговиот заменик и Сени, како и за работата на претседателката на Комисијата за социјална политика од редовите на партијата на Ахмети или Редаути. Првите 4 ги поднесе Дуи, а последната интерпелација Левица. Но опозицијата не се обедини околу овие 5 иницијативи. СДСМ не даде подршка за ниту една од интерпелациите. Сметаме дека не треба да се подржат интерпелациите и затоа СДСМ нема да учествува во оваа расправа, бидејќи не е место парламентот во кое што треба да се поттикнуваат меѓуетничките тензии и основата за интерпелациите лежи токму во една таква дебата која што треба да се отвори, наместо да се отворат за вистинските теми кои што се однесуваат на работата на министрите. И тоа не само на овие министри за кои што е покрената интерпелацијата, туку и за другите. Најавувам дека ние нема да учествуваме во расправата и нема да гласаме за. Ги повикувам колегите да напуштиме седницата. Благодарам. Благодарам. И Левица има исто образложение зошто не ги поддржува интерпелациите против четворицата владини функционери што ги поднесе Дуи. Ние таа интерпелација нема да ја поддржиме. Околу другите 3 интерпелации исто така нема да ги поддржиме. А интересно, владеачката ВМРО ДПМН застана за интерпелацијата на Левица за работата на Илире Даути како прв човек на Собраниската комисија за социјална политика, зад која пак застана албанските партии. Истакнам ставот на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата. Имено ние даваме поддршка на оваа интерпелација и ќе гласаме за интерпелацијата на колешката Илире Даути. Вкупно гласа 83 пратеника, од кои 61 гласаше за, 22 пратеника гласаа против и нема воздржани. Констатирам дека собранието ја прифати интерпелацијата на работата на претседателката на Комисијата за социјална политика, демографија и млади. А зошто Дуи бара одговорност за работата на 4 владини функционери? Во последниот период сведоци сме на зголемување на тензиите меѓу етничките, особено по неколку процеси, насилни настани што се случија во земјава, вклучително во Скопје и во Куманово. Што е вознемирувачко е начинот на кој оваа ситуација беше менаџирана од владата, предводена од функционери кои не успеа да го одржат мирот и да обезбедат меѓуетнички соживот. За министрот за внатрешни работи интерпелацијата за него е само, како што ја нарече, дефокус на јавноста. Интерпелација е демократско право на секоја една опозиција во рамки на една демократска држава. Мене лично, ако ме прашате, сметам дека ова е само еден обичен дефокус на македонските граѓани од вистинската борба против криминал и корупција, која што е јасна дека се спроведува, само што е започната, а ќе продолжи со посилен интензитет. Бројките на владеачкото мнозинство во собранието, како и поделбата во опозицијата, значат дека интерпелациите за работата на владините функционери Меджити, Стојковиќ, Тошковски и Сени нема да поминат. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.